Во наредниот период во Кривогаштани треба да се реализираат 3 нови инвестиции вредни околу 5 милиони евра. Најновата инвестиција е онаа на тетовската компанија Везешари, која во атарот на селото Славеј доби под концесија 560 хектари државно земјиште и го засади со пченка. Според собственикот, оваа инвестиција требало да чини 3 милиони евра и тука да бидат вработени 70 лица. Освен засадените површини, планирано било да се изградат и фарми за говеда, силоси за чување на пченицата и пченката, како и кланица. Денеска, во посета на оваа инвестиција, дојде и председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Целото ова производство ќе се користи во нашите капацитети во Тетово. И зрното, и сламата, и месото, затоа што ние имамо потреба, во Тетово исто така имамо биогаз централа, Везешари, кокошки, значи за зрно што ќе го користат, месото во преработка на лекер. До сега увезуваме месо од странство, од сега ќе имамо собственото производство, ќе штедимо излив на девизи, значи да останат парите во државата. И на некој начин со тоа на инвеститорите им се вели во ред, земате земја под концесија, плаќате концесија, но треба и да инвестирате и да вработите дел од населението тука. На индиректен начин им се кажува тоа, бидејќи нормално е дека ако веќе мора да инвестираат, после мора да вработат. Ако мора да вработат, од кај ќе вработат? Ќе вработат од луѓето што живеат во околината, во регионот и така натаму. Така што тоа беше еден добар потек и тоа мислам дека е добро да се применува секаде каде што се дават под концесија поголеми површини на земјоделско земјиште. Ова не е само придобивка за компанијата, туку и за регионот, заради тоа што искуството кое што го има во одгледување на пченка и постигнување на приноси и висока продуктивност ќе биде како дел од проектот за споделување на искуството со останатите земјоделци. Во селото Славеј веќе се гради погон за преработка на зеленчук и овошје од еден наш иселеник од Америка, инвестиција тешка околу 1 милион евра. А компанијата Доел Стефан од Кривогаштани во август ќе започне со градба исто на погон за преработка на зеленчук и овошје, инвестиција вредна 1,5 милиони евра. Планирано било со градба да завршат во април идната година. Така да за наредната сезона, мада и малку и порано, ќе бидеме готови. Што се однесува до работувањето, значи ние во моментов во текот на самата градба ќе имаме околу 30 вработени, кои што дополнително, ако имаме потреба за класирање, односно за преработка на свеж зеленчук, бидејќи не е се уште изградена нашата хала која што треба да се преработува на те замрзнатиот зеленчук, ќе имаме лица кои што ни се потребни за класирање, односно за свежа роба која што ќе оди надвор од Република Македонија, тоа значи ќе се движи за европските земји, претежно нешто и за Германија и на руски пазар. Груевски во Кривогаштани го посети еден од најсовремените добиточни пазари кој што се изгради тука пред известно време и кој е направен според сите европски стандарди, со современи боксови, пасошка контрола и ветеринарна станица. Инвестиција вредна 15 милиони денари. Зелениот пазар ќе стартува, ви споменав, Ушкинската зграда ќе направиме преку грантот на финансии по програмата, 260.000 евра, веќе е тендерска постапка. 3 нови улици се прават во 4 населени места, преку Светска банка 200.000 евра, така да 2 канализации, една овде ја завршиме, уште 2 во нови населени места, така да имаме скоро 5 милиони инвестиции за овие 4 години. Одлично. Да. Заменик министерот за земјоделство тука потенцираше дека веќе се надминуваат и проблемите со болеста јаздеста кожа кај говедата и исплатата на обештетувањето на сточарите ќе започнела кон крајот на јули или почетокот на август. И сега се аплицираат, значи, на здравите животни за превенција. А претходно со првите 50.000 се вакцинираа само тие кои што беа во контакт со заболените и кои што покажуваа клиничка слика на заболение. Сега и тие што се во контакт и тие што не се, се вакцинира. Се вакцинира комплетно се. Болеста во каква фаза е? Се уште има замав или се намалува? Не, сега се намалува председателе, значи се намалуваше уште кога ги земавме тие 50.000 вакцини, за да од превентивен аспект ги заштитуваме оние кои што биле во контакт со тие заболени. Населените ќе им се помогне? Ќе им се помогне, значи сакам да потенцирам дека се изготвуваат побрза постапка решенија со записници на оние кои што им се одземаат и кои што се затрупуваат убиените животни од болеста. Во подготовка и Агенцијата за храна и ветеринарство ги подготвува и за краток временски период ќе бидат исплатени
сите кои што им беа одземени и убиени согласно протоколите живот. Груевски го посети новото повеќе наменско игралиште во Кривогаштани, инвестиција од 9 милиони денари, како и спортската сала во основното училиште Манчу Матак, која е во тек на градба и која треба да биде готова до 1 септември оваа година. Инвестиција на Министерството за образование вредна 24 милиони денари. 42 објекти во моментов што се гради. 42 градилишта. 42 градилишта. Значи колку е за илустрација, ако ланската година која што дефинитивно беше најуспешна за агенцијата у делот на спортска инфраструктура, имавме 56 објекти изградено, очекувам минимум 60 да имаме оваа година. Тоа се главно мултифункционални Да, игралишта, тениски, реконструкција на постоечки спортски игралишта, спортски сали, базенот го почнавме во Охрид, имаме реконструкции на 2 фудбалски игралишта кои што се работат и веќе ги почнавме фитнес зоните. Увид во градежните работи беше извршен и на изградбата на канализациониот систем во селото Крушеани, инвестиција која ќе чини 9 милиони денари.